Втор камп во Делчево, иновативни технологии, нешто што е иднина на младите. Еве, вие го поддржувате овој настан како и претходно, така и сега. Што значи за самите млади? За самите млади хора означава кариерно развитие и изграждане на едно общо европейско бъдеще. То си има определени механизми и ние трябва да ги следваме, за да може да бъдем адекватни на съвремието. На първо място да се концентрираме върху високотехнологичния свят, който ни заобикаля и да придобием уменията, които са ни необходими. Аз имам задачата да покажа нагледно какво означава евроинтеграция, какво означава трансгранично сътрудничество и какво също означава да смятам тези деца за мои брата и сестри, да искам успех за тези в България по същия начин, както искам успех за тези в Северна Македония. Имам достатъчно натрупан опит тук и гордея с приятелствата, които съм направил, специално с градоначалника господин Горан Трайковски. В момента ремонтираме църквата, инвестирали сме в училища, примерно компютърна зала в Берово или в детската градина завеждане в самия град Делчево. Правим спортни състезания, за да може децата да са заедно. Правим семинари, които са образователни, са в директен интерес за кариерното развитие на тези деца като сегашния, в който ще видят дигитализация, роботика, кибернетика, програмиране, 3D принтер, Формула 1, сателитни техники, примерно както в България, пускаме сателити, да кажем. Не само, че имаме космонавт, т.е. има неща, които не знаете за нас, е хубаво да ги знаем, защото сме много близо и ако ще живеем заедно за в бъдеще в европейското семейство, е редно да създаваме предпоставки от сега. Тези предпоставки изискват своята инвестиция. Аз съм горд, че съм сред хората, които го правят и ще продължа да го правя. Najprvin благодарност до фундацията Врабевски и до Община Делчево за вториот камп, каде што средношколците преку еден современ метод и начин учат за глобализацијата, за дигиталниот свет, за иновациите и за сето она што ќе ги чека напред во нивните кариери. Според една анализа, за 10 до 15 години близу 90% од сите работни места ќе бидат поврзани со компјутери, со дигитална технологија и затоа треба децата да ги подготвуваме. Еве и овој камп, а и сето она што го работиме, ќе оди во насока да имаме поквалитетно образование, затоа што со поквалитетно образование најпрвин вложуваме во младите деца, вложуваме во нивните кариери иднини и се приближуваме и со нашиот прв сосед Бугарија, но и во европското семејство заедно ќе треба да развиваме и оваа трансгранична соработка, но и децата да ги упатуваме таму каде што ќе може да придонесат и за себе и за своите семејства, но и да се дружат и преку една мобилност да се поврзуваме и со нашите соседи, но и со европското семејство. Делчево стана веќе препознатливо по ваквите настани, да на некој начин ние сме лидери по организирање на она што се вели успех за самите средношколци и нивно развивање. Како е чувството да се повторно биде домаќин на ваков настан? Абсолютно и мене ми е мило, како градоначалник, што Делчево е домаќин по втор пат на семинарот на овој камп што се одржува со средношколците и овде од градот Делчево, меѓутоа и од целиот регион, подпомогнат од мојот пријателот и на граѓаните на општина Делчево и на сите граѓани на Република Македонија, господинот Милен Врабевски и неговата фондација Бугарска памет, кои што ги овозможува овие семинари. Почестени сме и со присуството и со учеството во овој камп и со нашиот заменик министер за образование, господинот Петар Атанасов, така да се ова во цел да европската иднина на сите наши млади генерации од нашиот град, од нашиот регион, од нашата држава, за да можат да влезат со сите европски модерни текови во однос на иновациите, предприемништвото, дигиталниот свет, за да ги фатат сите тие теркови да можат да бидат на рамниште со сите европски и ученици и студенти, за да можат да го креираат нивниот професионален развој во иднина. Јас сум Кире од средното општинско училиште Ацо Русковски во Берово и ние заедно со нашите соученици дојдовме овде на нови иновативен камп да стекнеме некои нови знаења за тоа како во иднина може да го изградиме нашиот живот со почнување на некој нов бизнис. Досега овој камп на нас многу ни помогна за мотивација. Има многу корисни работи што може да се научат овде. Не се организираат многу вакви настани, барем не од нашето училиште. Да, значи светот денеска се заснова на технологијата. Се заснова на технологија, значи нема смисла денеска да живееме без технологија. Насекаде околу нас е тоа, како мобилни телефони, компјутери, лаптопи, таблети, сметките кои што се плаќаат веќе се стана онлайн и нема смисла да не го знаеме технологијата. Која година си? Јас сум трета година.
Што планираш еве по завршувањето на средно образование, дали нешто во оваа насока? Па имам некои мои планови за бизнес, па ќе видиме, ако успеам, тоа би било добро. Во Делчево по втор пат се одвива семинар на тема дигитални технологии и за нашите ученици ова би значило поголемата мотивација и поголема храброст да изберат некои од тие струки кои што ќе бидат струки на иднината, за да можат полесно да се снајдат во иднина во дигиталниот свет.